Добар ден, почнува централното издание на вестите на почеток настани на денот. Со овластување на генералниот директор во ЕСМ, помошник директор и советник кажале дека нема штета со набавката на мазут, тврдат од обвинителството за Канал 5. 62 годишен кумановец со шизофренија со години го малтретира семејството. Ниту 50 пријави во полиција итна помош не се доволни да биде хоспитализиран. Значи нема доктор, нема место, нема кај да се смести. Во Скопје, втор протест на албанските студенти за правосуден испит на албански јазик. Во владата, состанок на Мицковски со Касами и Меджити. Не помина предлогот на СДСМ министрите да имаат само македонско државјанство. За пратениците заглави во процедурата. Словенија останува цврст поддржувач на европската интеграција на Македонија, порача председателката Пирц Мусар по средбата со Силјановска-Давкова. Поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ја врати топката кај ЕСМ за случајот со мазутот. Во одговорот на прашањата од Канал 5 тврдат дека лично директорот на компанијата им ги дал овластувањата на лицата што кажале дека нема штета со набавката. Во меѓувреме, од владеачката ВМРО ДПМН и натаму бараат одговорност од обвинителката Коларевич и шефот на ова обвинителство Ислам Абаси. Дејан Трајковски ги има последните информации. Состојбата не е утврдена паушално, ниту само врз основа на поединечни изјави, одговараат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, откако АДСМ ја обвинија предметната обвинителка Катерина Коларевиќ дека не ги зела предвид фактите и одлуката за затворање на случајот за набавките на мазут за ТЕЦ Неготино ја базирала врз искази на некомпетентни лица од компанијата. Од обвинителството велат дека исказ дале оние кои АДСМ, односно генералниот директор ги овластил и откаде точно знаеле за што се повикани. Врз основа на овластување од генералниот директор на АДСМ од 4.3.2026 година, помошник директорот за производство на електрична енергија од хидроелектрани и управување со производни капацитети, како и советникот за комерцијални работи, беа овластени како представници на АДСМ да дадат исказ во својство на сведоци и представници на оштетеното правно лице. Од тука не може постфестум да се тврди дека биле повикани погрешни луѓе, кога токму раководството на АДСМ ги определило лицата кои ќе ја представуваат компанијата пред обвинителството. Од ОЈО додаваат и дека ЕСМ не приложила конкретни докази за оштетно побарување, а доказите кои ги доставиле од компанијата покажувале дека немало настаната штета. Обвинителските одлуки се носат врз докази и факти, а не за задоволување на јавната перцепција, додаваат од обвинителството. Најлесно е секоја одлука што некому не му се допаѓа да се прогласи за политички договор, но обвинителска одлука не се носи врз основа на реакции на социјални мрежи, партиски соопштенија или медиумски притисок, туку врз основа на докази и закон. ОЈО не може да измислува кривично дело за да задоволи јавна перцепција, ниту пак да продолжува постапка само затоа што предметот е политички атрактивен. Тоа би било незаконито и неодговорно постапување. Во меѓувреме, итна истрага од правосудните органи да прекине молкот на Советот на јавни обвинители побара од владеачката ВМРО ДПМН, кои прашаат дали зад запирањето на истрагата стои корупција и подмитување. Тандемот Коларевиќ и Абази се коалиција во обвинителството, како што се СДС и ДУИ во политиката. Катерина Коларевиќ, Моминско Маркова, ќерка на Павле Марков, државен правобранител избрана од владата на СДС во 1998 година, и на Вера Маркова, уставен судија во 2004 година, избрана од коалицијата СДС и ДУИ. Фамилијарни кариери во обвинителството на услуга на СДС. За Абази и да не говориме. Човек кој дојде на местото на Русковска во ОЈО, комшија на Ахметиот Зајас, кој функционира на начин како што Али ќе му каже. Коларевиќ и Абази
застанаа цврсто во одбрана на криминалот на функционерите на СДС и ДУИ, наречен Мазут. Од ОЈО-ГОК ваквите наводи ги оценија како шпекулации без фактичка основа. Според нив станува збор за класичен обид за дискредитација наместо аргументирана критика на обвинителска одлука. Велат несериозно е, а воедно и политички конструирано да се оценува обвинител по тоа што го работеле нејзините родители пред 20 години. 62 годишен маж од Куманово со шизофренија со години ја тепа фамилијата. Сексуално нападнал и дете, но и покрај многуте пријави од семејството во полиција и итна помош, тој не е хоспитализиран. За маката проговори член на фамилијата за Канал 5. Сторија на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Семејство од Куманово со години трпи физичко и психичко насилство од нивен роднина кој живее во истата семејна куќа. Тие досега имаат 50 пријави во полицијата за насилство и до брзата помош во Куманово, но никогаш 62 годишниот маж со потврдена дијагноза шизофренија не бил однесен во психијатриска установа. Тој деноноќно им се заканувал дека ќе ги повреди и убие роднините и нивните малолетни деца. За Канал 5 членот фамилијата раскажува дека сите биле физички малтретирани. Последниот инцидент се случил во саботата, кога ја претепал неговата 86 годишна мајка. Значи нема доктор, нема место, нема кај да се смести, ќе му дадат по некој, еве конкретно во сабота доаѓаше брза помош, му дадоа, ја лично слушнав докторката, витамин B12, B6, не знам како кажеш. Значи на таква дијагноза со витамин и да си заминат, значи страшна работа. Фамилијата најмногу е исплашена за малолетните деца, кои освен се исплашени дека роднината ја претепал нивната мајка пред нив, туку тој почнал пред децата да се однесува и недолично, со вулгарни зборови, но и со полово вознемирување. Зашто има и пријава до полиција? Полово ја пипкаше ја уходник. И тоа исто пријавено у полиција. Случајот го пријавивме после 23 часа, затоа што у тој момент, тогаш сопругот беше втора смена на работа. Ние бевме горе цело време заклучени. Кога дојде он, му кажавме се како и тој у истиот момент викна полиција. Од Кумановската полиција за Канал 5 одговорија. Само во 2026 година 3 пати било интервенирано заедно со брза помош. Во 2024 година поднесена е кривична пријава за силување на дете кое не наполнило 14 години, за тога 61 годишниот кумановец. Од обвинителството за Канал 5 објаснуваат дека не биле доволно обезбедени докази за основано за сомнение за сторено кривично дело и со оглед на тоа надлежниот јавен обвинител донел решение за отфрлање на кривичната пријава. За решението е известен подносителот на пријавата, за кој не вложиле жалба. Од полноќ поскапуваат горивата. Бензинот од 95 октани за 2 денари, а 98-цата евродизелот за 2,5 денари. Завршува и попустот од Окта. Студентите албанци попладнево во Скопје го одржуваат вториот протест со барање да се дозволи испитот по правосудство да се полага на албански јазик. Го следи Игор Манасиевски. Игор, како се одвива протестот? Кои се главните пораки и дали има скандирања за УЧК како првиот пат? Така бе протестот најавен дека во 16:30 ќе тргне од камениот мост кон Министерството за правда. Тргна со речи 7 час за доцнување, бидејќи како што добивме информации се чекале некои автобуси со студенти од Тетово. Дури откако и тие им се приклучија, некаде околу 17:30 тргна преку камениот мост и предмалку дојдоа пред Министерството за правда. За цело време и додека таму беа собрани кај камениот мост и тука откако дојдоа и по пат, се случи
слушаат скандирање за УЧК. Декорот е веќе препознатлив, тоа се албански знамења, има неколку од Европска унија и едно американско знаме можевме да забележиме. Говорите, еве тука има веќе наместено и озвучување и се држат говорите се на албански јазик. Дали ќе има потоа изјави на македонски, ќе почекаме да видиме. Барањата, колку што разбравме, се тие, дека се бара, студентите бараат да го полагаат правосудниот испит на албански јазик. Она што можеме да кажеме е дека имаше мал инцидент пред самиот почеток, тука пред да дојде групата, пред да дојде пред Министерство за правда, колку што забележавме ние, не само забележавме дека имаше мало кошкање меѓу мала група на луѓе, млади луѓе кои што потоа добив информација неофицијална дека 3 лица биле приведени од тоа кошкање. Брзо реагираше полицијата, се уште не беше толпата пристигната, тоа се случи на неколку минути пред пристигнувањето и брзо се среди. Од транспарентите, колку што ни преведоа дел од колегите, на дел од транспарентите, освен што се бара да полагаат на албански, има и барање за оставка. Игор, во пресрет на протестот денеска на оваа тема средба одржаа владините партнери. Има ли решение на повидок? Така, во пресрет на оваа средба, премиерот Мицковски заедно со владениот двоец од ВЛЕН одржа средба, пошто изјавија дека работат на решение за овој проблем и дека наскоро ќе го објавеле решението, кое сепак најавија дека ќе биде во согласност со законот за јазиците и во согласност со уставот. Да погледнеме прилогот. Во пресрет на денешниот протест за полагање на правосуден испит на албански јазик, премиерот Христијан Мицкоски и копредседателите на Вреди Билал Касами и Зетмеџити одржа работна средба за прашањето на употребата на јазиците при полагање на правосудниот испит. Од владата смируваа дека наскоро ќе има решение, но и тврдат дека во државава има политички сили насочени кон конфликти. Како влада работиме и многу скоро ќе излеземе со предлог решение кое ќе биде во согласност со препораките на Венецијанската комисија и согласно меѓународните стандарди. Исто така, изразуваме жалење што има политички сили во државава кои што не сакаат да бидеме земја која што е напредна, која што има реформи, туку повеќе би сакале во земјата да има конфликти, немири и протести. Со кратки објави на социјалните мрежи, лидерите на Вреди најавија дека наскоро правосудниот испит ќе се полага и на албански јазик, додека пак од нивната партија се спротивставија на, како што велат, инструментализирање на протестот за политички цели од опозицијската ДУИ. Против кого протестираат децата на функционерите на ДУИ? Против своите родители или против последиците од политиките што токму ДУИ ги остави зад себе во изминатите 22 години? Денес гледаме еден политички парадокс. Луѓето кои со години ги контролира институциите, денеска преку своите деца протестираат за проблемите што самите никогаш не ги решија. Кога ДУИ имаше министри, пратеници и апсолутна власт. Зошто молча за овие неправди? Лидерот на албанскиот сојуз Зијадин Селапак со објава на својот Facebook профил порача дека албанскиот јазик на територијата на Македонија се уште не е еднаков со, како што тврди, јазикот што подоцна се појавил во земјава. Од ДУИ веќе изразија поддршка за студентите и најавија дека ќе присуствуваат на протестот. Претходно, евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас порача дека решението треба да биде во согласност со уставот на земјава. Така, тоа беше прилогот што го погледнавме на оваа тема. Ние остануваме да го следиме, протестот се уште траат и говорите официјални тука од говорницата, каков ќе биде епилогот, што ќе може дополнително да јавиме, следете не во следното издание на вестите. Ти благодарам, Игор Манасиевски го следи вториот протест на албанските студенти кои бараат правосудниот испит да се полага на албански јазик. Словенија останува цврст и искрен поддржувач на проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан. Порача председателката Наташа Пирц Мусар по средбата во Љубљана со македонската председателка Силјановска Давкова, која престојува во официјална посета на земјата. Ивана Стојановска ги има пораките. Не е честно ниту коректно Македонија да не може да ги започне преговорите со ЕУ само поради ветото од една земја членка на Унијата. Порача словенечката председателка Наташа Пирц Мусар по тет-а-тет средбата со шефицата на државата Гордана Силјановска Давкова во Љубљана.
Таа ја потврди силната поддршка од Словенија за македонските евроинтеграции, потенцирајќи дека земјата поддржува и ќе се залага одлуките во ЕУ да се носат со квалификувано мнозинство. Денес Северна Македонија во ситуација дека поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено до државата која сака да стапи во Европската Унија. Словенија, значи, и понатаму ќе действува во оваа се поголема група за иницирање на квалифицирана мнозинство. Македонија не бара привилегии, туку рамноправен статус како сите земји кандидатки и почитување на меѓународното право и историскиот и културен идентитет на народите, посочи претседателката Силјановска Давкова. Македонија, како што вели, нема проблем со вето доколку тоа потекнува од копенхашките критериуми, но не и доколку блокадата доаѓа поради билатерални идентитетски прашања. Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Ако не сме спремни да го разбереме соседот во регионот, ако не сме спремни да го поддржиме соседот во регионот, како може да очекуваме разбирање и поддршка во Брисел? Мислам дека е тоа логично и природно. За време на официјалната посета на Словенија, Силјановска оствари средба и со собранискиот претседател Зоран Стевановиќ, а се обрати и пред членовите на Македонско-словенечкиот бизнис клуб. Во рамки на посетата, шефицата на државата се сретна и со македонската дијаспора и представници на македонските културни друштва. Утре Силјановска ќе одржи предавање на Правниот факултет во Љубљана на тема уставни трансформации на патот кон ЕУ, реформи или уставен инженеринг. Владеачкото мнозинство не го поддржа предлогот на СДСМ за измени на законот за влада, кој предвидува министри да имаат само македонско државјанство. Во собранието се одржа и седница за опозицијски прашања, на која шефот на дипломатијата Муцунски уште еднаш повтори дека уставни измени сега не се можни. Јана Јосифовска. Уставни измени во овој момент и под вакви услови не се можни, а диалогот со официјална Софија ќе продолжи, порача министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски од собраниската говорница, одговарајќи на пратеничко прашање на Арбана Пашоли од ДУИ, дали државата има стратегија како ќе оди напред по европскиот пат ако владата не ги направи уставните измени. Шефот на дипломатијата посочи дека владата го гледа патот напред со максимална фокусираност на реформската агенда и дополнителни гаранции дека државата нема да биде условувана со билатерални прашања. Македонија води проактивна дипломатија со Бугарија, вели тој, зашто Муцунски побарал средба со неговата бугарска колешка за крајот на оваа недела. Дали ова влада има конкретна стратегија и реална волја за продолжување на процесот, евроинтегративниот процес, или нашите граѓани треба да бидат подготвени за изолација, долга изолација на државата. Во овој момент, под вакви услови, нема услови за уставни измени. Напоменувам дека тоа не значи дека ние треба да прекинеме со диалогот, напротив, треба да водиме проактивна дипломатија. Треба да дискутираме за многу работи, вклучително и за овој неевропски спор кој што се наметнува на нашата држава, а и тука да бидеме реални, дозволивте вие. Пред почетокот на седницата, пратениците од СДСМ предложија измени на законот за влада по скратена постапка, со кои се предвидува министрите да имаат исклучиво македонско државјанство, како што власта предлага за пратениците, но владеачкото мнозинство не ја поддржа потребата од нивно носење. За измените на законот предложен од СДСМ гласаа само 20 опозицијски пратеници. Координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски ги повика ВМРО ДПМН да не бегаат од законот што самите го најавувале, чија цел е да се воспостават еднакви критериуми за сите избрани и именувани функционери. Носење на вакво законско решение би било исправно во овој момент да членовите на владата, оние кои што се обврзуваат дека ќе служат на граѓаните, да бидат исклучиво државјани на државата на која што служат, државата на која што сакале да помогнат, државата која што ги финансира и така натаму.
Во фокусот на опозицијските прашања до власта беше и отсуството на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи и неговото избегнување на работните обврски во владата. Од СДСМ побараа тој да одговори колку денови бил присутен на работното место, кој му ги покрива трошоците за патувања и како е дозволиво заменик премиер да зема плата од граѓаните, а да не оди на работа. Фетаи не беше присутен на денешната седница и тој воопшто не го известил собранието дали ќе се појави или не, информираше собранискиот подпредседател Антонио Милошовски. Партијата Знам денеска објави дека лидерот на СДСМ Венко Филипче има фирма во Бугарија и побара да објасни дали неговите политички ставови за уставните измени се резултат на лични убедувања или поради бизнис релациите со Бугарија. Филипче е наведен како едноличен сопственик на капиталот и како управител на оваа компанија. Седиштето на оваа компанија е во градот Петрич на адреса булевар кроз улица Гоце Делчев, број 12. Интересно е што на истата адреса, Гоце Делчев број 12 во Петрич, е регистрирана и компанијата Гомасидра ЕООД во собственост на Вице Заев. Дали овие бизнис интереси, кои очигледно ги има заедно со семејството Заеви, се причината за неговото инсистирање по секоја цена да се направат уставните измени под бугарски диктат. Фудбалската федерација на Македонија следната недела ќе одлучува за евентуални казни за фудбалскиот клуб Вардар. Во меѓувреме, форумот на жени на СДСМ најави и пријава за говор на омраза против Миленко Неделковски и побара да биде разрешен од функцијата извршен директор на ФК Вардар по скандалозната прослава на која се пееа навредливи песни за пејачката Каролина Гочева. Маја Стојановска. Следната недела ќе биде познато дали и каква санкција ќе изрече Фудбалската федерација на Македонија за фудбалерите и членовите на фудбалскиот клуб Вардар, кои шампионската титула ја прославија пеејќи вулгарна навивачка песна, во која се споменуваат пејачката Каролина Гочева и градот Битола. Од ФФМ за Канал 5 велат дека дисциплинскиот инспектор се уште постапува по случајот, а дека во пракса слични инциденти во минатото завршували и со суспензија. Дополнителни реакции во јавноста предизвика и објавата на социјални мрежи на извршниот директор на Вардар Миленко Неделковски, кој извинувајќи се на Гочева, упати навреди кон подпредседателката на собранието Весна Бендевска. Од форумот за жени на СДСМ најавија пријави за како што велат и јавно ширење на омраза кон жените, а побараа итно разрешување на Неделковски од функцијата. Форумот на жени на СДСМ ги осудува и најавува дека ќе поднесе соодветни пријави. Одговорност мора да има. Бараме Миленко Неделковски веднаш да биде разрешен од функцијата извршен директор на ФК Вардар. Фактот што Унијата на жени на ВМРО ДПМН не најде сила да ги осуди овие навреди и понижувања е уште една потврда. Молчењето е охрабрување на насилството и соучесниството. До кога ќе молчите? Оградување на клубот од Неделковски побараа и од партијата Знам, но тој досега не се огласи по однос на повиците за негово разрешување. Во меѓувреме на социјалните мрежи за сабота најави и официјална прослава за титулата на Вардар со свирка од рок бенд на школка во Градски парк. Скандалозната прослава на шампионската титула на Вардар се случи во петокот во ресторан во Струга по победата над домакинот. Од обвинителството најавија дека соодветно ќе постапат, доколку МВР им достави пријава за дејствија со која се исполнети елементи на кривично дело, бидејќи за клевета и навреда законот предвидувал граѓанска, а не кривична одговорност. Од МВР пак велат дека се уште преземаат соодветни активности за видеата споделени на социјалните мрежи. Државата не смее со комисија да одлучува кој, каде и кога ќе се оперира. Реагираат од Сдруженијето за превенција од кардиоваскуларни заболувања Здрава иднина. По најавата на министерот Азир Алиу дека ќе има стручен тим и ќе постои национална листа за кардиолошки операции за да се спречат злоупотреби во иднина. Сања Трајковска Ставров.
Времето значи живот. Никој не смее да чека за подпис за операција. Најавата за формирање комисија која ќе одредува кому му е потребна, а кому не интервенција, каде пациентот ќе се оперира и кога ќе дојде на ред, е опасна и не враќа 20 години назад. Ова е ставот на Сдруженијето за превенција од кардиоваскуларни заболувања Здрава иднина, по најавата на министерот Алиу дека ќе има национална листа за кардиолошки операции и стручен хард тим кој ќе одлучува. Од Сдруженијето сметаат дека за живот на еден човек не смее да се одлучува бирократски и бараат средба со Алиу. Пред 15 до 20 години ваква комисија постоеше од 5 члена која што одредуваше дали на некој му е потребна операција или не му е потребна. И таа комисија, да бидеме отворени и директни, беше извор на субјективни одлуки и на коруптивни одлуки. Во изминатите 15 години, ако нешто доби на квалитет во кардиоваскуларната сфера, тоа е што пациентите сега може да бираат помеѓу приватни оператори дали да бидат оперирани и помеѓу државни оператори. И има уште една теза тука, општо позната, вика ако сакаш да направиш проблем или да не го решиш, формирај комисија. Министерот на последната пресконференција кажа дека мора да има нови механизми за контрола и ревидирање на протоколите со цел да не се повтори пациенти да бидат оперирани без потреба и за профит, зашто сомнежите ги потврдија и експертите од странство. Формираме национален хард тим составен од 9 членови, кардиолози и кардиохирурзи, ке се пристапи кон формирање на национална листа на кардиохируршки операции. Целта на оваа листа е да имаме појасен увид во елективните интервенции, нивната медицинска оправданост, редоследот на упатувањата и установите во кои ќе се извршат истите. Итни случаи остануваат приоритет и кај нив нема да има административно одложување. Од Сдруженијето очекуваат да бидат повикани во Министерството во текот на наредните 2 до 3 недели, а иако се за контролен механизам, сметаат дека идејата со комисија и национална листа не е соодветно решение. Вкупно 38 деца и млади во 2025 година се јавиле на СОС линијата на Меѓаши да пријават страфи и вознемиреност, како и самоубиствени мисли и обиди за самоубиство. Годишниот извештај за функционирањето на линијата Ало Бушавко покажува значителен пораст на повици од децата за менталното здравје. Јорданчо Цветановски. Од вкупно 284 повици на телефонската линија за деца и млади Ало Бушавко на детската амбасада Меѓаши, 83 деца се пожалиле на проблеми поврзани со менталното здравје. Најалармантни биле 19 повици кои се однесувале на млади со самоубиствени мисли и уште 20 со страф и вознемиреност. Ова го покажува годишниот извештај на СОС линијата за 2025 година. 83 дојави беа конкретно за ментално здравје. Тука спаѓаат повеќе работи, меѓутоа можам да ги истакнам најмногу страф и вознемиреност и самоубиствени мисли и обиди за самоубиство. Секое трето дете што се јавило се бори со некоја внатрешна болка, се бори со страф, се бори со анксиозност, со вознемиреност, со нарушено расположение и она што е најзагрижувачки се бори и со опасни мисли насочени кон себе. Според извештајот, 64 повици се однесувале на нарушени семејни односи, 57 за повреди, а регистрирани биле проблеми со пристапност и проблеми во училишната средина. За познавачите клучно е во вакви ситуации главниот збор да го имаат училиштата и родителите, затоа што како што велат, постојат случаи кога суицидните мисли не се сваќаат сериозно. На СОС телефонот Ало Бушавко и кажува дека е многу загрижена бидејќи нејзин пријател и соученик често зборувал дека сака да се самоубие. Девојчето сподели дека ќе се обрати на нејзината мајка. Но потоа добивме уште еден повик, каде што девојчето соопштува дека мајката воопшто не давала никаква поддршка во однос на планот за самоубиство на нејзиниот пријател. Поради ваквите загрижувачки податоци, според психолозите, менталното здравје на најмладите треба да биде системски приоритет и треба да се изнајдат механизми за рана интервенција. Само вистини со Александар Видиновски во продолжение на Канал 5. Останете со нас.